Резултатите, вложувањата и современите пристапи во третманот на онколошките пациенти вложуваат со плод. Иако во последните 15 години бројот на пациенти со канцер на дојка, бели дробови, меланом е зголемен, сепак преваленцата или преживувањето се исто така на високо ниво. Како што посочуваат директорот на клиниката за радиологија професор доктор Игор Стојковски, генералниот директор на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски, ова се должи на зголемениот буџет кој во последните 5 години е 2 пати зголемен, но и на достапноста на нови лекови. Ние имаме меѓу 800.000 нови пациенти со рак на дојка годишно, со тоа што во основа тоа инциденцата, преваленцата во моментот е околу 7.000 пациенти. Значи, на 1000, отприлика 1000 нови пациенти со рак на дојка во моментот имаме вкупно 7.000 пациенти и има јасна корелација меѓу продолжениот живот и квалитетот на животот и вложувањата во терапијата. Директорот Кликовски вели дека лекови за канцер на дојка има, а не достига само еден лек и дека и тој набрзо ќе биде достапен. Исто така вели дека и тумор маркер има во доволен број. Во моментот недостасува еден лек, палбоциклип. На тој лек се 142 пациенти од 7.000 жени со рак на дојка, за да го дадеме размерот на проблемот и работиме тековно на тоа, значи многу наскоро ќе биде достапен тој лек и количините за 26-та се зголемени за 50%. Во однос на кадарот во онкологија, директорот на клиниката Стојковски вели дека има доволно кадар и дека многу скоро ќе се примат и физичари и наскоро ќе започне и дисперзацијата. 7 сестри вкупно работат во дневната болница, во практички една и пол смена, така некако дојде. Во минатата година мислам дека примивме 3 сестри нововработени се. Сега очекуваме, после согласностите финансиски добивање, да побараме вработување на уште 5 сестри најмалце. Со лекарите успеавме да примиме и да започнат специализација, се разбира, вкупно, моментално имаме, тоа е рекорд, значи, од клиника имаме во моментот, мислам дека 12 или 13 специализанти. Ана Маријановиќ од Сдруженијето Хема Онко вели дека и тие забележуваат подобрување на третманот на лицата со канцер и дека се задоволни од достапноста на лековите и преживувањето, но вели дека секогаш може да се направи нешто повеќе, особено во однос на функционирањето на центрите во другите градови. Во однос на терапија, оваа година направивме навистина голем исчекор и најпосле успеавме да отидеме 3 чекори напред на Балканот, бидејќи со зголемувањето на буџетот минатата година, оваа година за одредени лекови 50%, за друг тип на лекови 75% на пациенти успеа да стигнат до онаа имунолошка и биолошка терапија, што е навистина за поздрав, а тоа го покажуваат и бројките. На клиниката беа промовирани и новите методи кои се воведени за прв пат кај нас, а опфаќаат примена на стереотакса, современа високопрецизна техника за третман на специфични мозочни лезии. Директорите Клековски и Стојковски најавија за 2026-2027 поголем буџет за 50% за набавка на нови лекови. Во Македонија секоја година бројот на болни од канцер се зголемува за 200 до 300 пациенти, а во последните 15 години диагностицирани се 10.000 лица заболени од карцином кои примале терапија на клиниката за онкологија.